Неговото уметничко патување започна со црно-белата фотографија, за да се развие во богат визуелен јазик што опфаќа модна, портретна и арт фотографија. Тој е фотограф кој 4 децении го истражува магичниот свет на светлината и сенката. Острото око на Владимир Ѓорѓиев низ објективот ја подготви изложбата на фотографии и игри на светлината, актови и портрети која ќе биде отворена за сите љубители на оваа уметност од 3 до 23 април во Младинскиот културен центар во Скопје. Прочитав некаде и мислам дека е точно, дека која и работа да ја работиш после 10 години или преоѓаш во автопилот или ти станува досадно. Така да некако се погоди еден друг тип на фотографија кој што го работев од тогаш до сега, а ова ми беше на пауза така да се освежив прилично и се враќам пак на сцена со уметничка, со портретна фотографија, со се што треба. Повеќето се актови и има неколку портрети. Сега јас се појавувам со некои нови техники на осветлување, затоа и се вика игри на светлината, кои што се така малку покомплицирани. Интересен податок за фотографиите на изложбата е што скоро и да нема фотошоп, а некои личат како да се со вештачка интелигенција правени. Тука ми е кејфот направен мене лично, затоа што од секогаш сум се трудел шкрапањето на апаратот да биде последното во целиот процес, а не првото. Значи да се подготви се и светло, и поза, и се, и кога ќе се штракне, тука веќе крај. Да не морам после со сати да седам да едитирам. Идејата почна некаде као во октомври. Жена ми даде клоца, нели? Ветер во грб, како и за другите изложби до сега што сум ги правил, се некој друг ми има натерано како прави изложба, важи. Никош не ми текнало сам да направам. И во меѓувреме свртев 2 круга по интернет да видам што се случува на тој дел во уметноста. Се одлучив за некои техники така, повторувам пак малку покомплицирани и доста интересни. Повежбав 1-2 недели, си купив една кукла на неа тренира. Бидејќи не сакам да малтретирам модели да стојат или да чекаат додека ја да се надместам, па светлото, па не знам ова требало. Све да биде подготвено, доаѓа моделот, 5 минути сликаме, се враќам. Јас враќам после друга сцена, правам други позадини. И така, правев некои позадини нови, купив нови светла, купив некои модификатори за светло, некои сам ги правев и почнав некаде во средина на ноември до средина на јануар, тука 2 месеци го работев материјалот, па имаше после проблем што да се одбере, имаше околу 200 слики избор. На кого и да му дадам, сите некој друго купче прават. А јас не можам да ги одберам. И се погоди една Кристина од Париз, која што е главен уредник на едно списание за висока мода. И ги ставив сликите на маса, викам Кристина, трни шоки, трни што ќе иде на изложба и така испадна. Инспирација има секаде, за било што. Еве и у дворот, да ми дадете, еве ти у дворот, за 2 недели сакам изложба, ќе најдам детали, моменти што може да се кадрираат убаво, да се направи убава композиција, да биде тоа убаво за гледање и сето тоа. А за актови се одлучив затоа што тоа е една од најубавите работи и една од најтешките работи во фотографијата, да се работи со човечко тело, кое што ниту едно не е совршено, а треба да биде, мислам треба да биде. Зависи од светлото и од сенките, бидејќи фотографијата е светло и сенка, цртање со светло. Ова е само тенџери во кој што треба да го зготвам јадењето. Последните 3 години ги преспав у студио, значи сите ме бараат, сите овде, онде, сите сакам, останував до касно, до никое време. И не знам, нешто ми пукна филмот некако. Купив плат со сопиште, направив куќа, тука си го најдов мирот. И сега сум доста освежен, се враќаме
второ полувреме почнува. Статистички гледано, да. Апаратот ми е некаде од 8 оделение и од тогаш не сум го оставил. Во меѓувреме завршив музичка школа, се запослив во воен оркестар, војна музичка школа. До пред 2 години бев член на војниот оркестар. Тоа ми беше работа. Музиката ми беше и професија и работа. Ова ми е само голема љубов. Ѓорѓиев е мајстор на светлото кој подеднакво суверено се движи помеѓу уметничкиот такт и комерцијалната фотографија, создавајќи дела што ја слават убавината во сите нејзини форми. Неговиот препознатлив ракопис може да се види на странските престижни списанија, музички албуми и билборди, како и на самостојни изложби во и надвор од Македонија. Второ полувреме почнува на 3 април 2025 19:00 МКЦ.